Добра вечер. За градоначалничката функција на општина Тетово на престојните локални избори се борат 6 кандидати. Поканата во вечерашната топ тема во предизборна дебата да ги соочат своите планови како во идните 4 години би ја воделе општината е прифатија четворица од нив. Со нивно представување и кои се правилата на дебатата веднаш по рекламите. Со мене во студиото вечерва, како што веќе најавив, се четворица од 6 кандидати за еден градоначалник на општина Тетово и тоа господја Катка Божиновска од партијата Левица. Добра вечер за вас. Добра вечер. Господинот Самка Ибримовски од коалицијата Искуство за успех на Либерално-демократската партија, Граѓанската опција за Македонија, Интегра, Македонска конзервативна партија и партијата за целосна еманципација на ромите. Добра вечер и за вас. Добро вечер. Господинот Бајрам Реджепи од коалицијата Национална алијанса за интеграција, предводена од ДУИ. Добра вечер и за вас. Добро вечер. И господинот Стевица Сарковски од ВМРО Народна партија. Добра вечер и за вас. Добро вечер. Кандидатите на партијата Демократи Изет Зенеловиќ не извести дека поради други обврски не е во можност да учествува во вечерашната дебата, а поканата за учество прво ја прифати, па потоа ја откажа поради патување во странство и кандидатот на Вреди, господинот Билјал Касами, кој се бори за втор мандат на чело на општина Тетово. Сите четворица учесници ги знаат правилата на дебатата, но да ги повториме. Прашањата се исти за сите. Сите ќе имате по една минута или минута и пол, зависно од прашањето да одговорите на него. Во секој круг на прашање имате право на една реплика и една контрареплика од трајање во 30 секунди. Тоа ќе биде означено и со звучен сигнал и да почнеме со прашањата. Господјо Божиновска, буџетот на општина Тетово, за ова имате по една и пол минута за одговор. Буџетот на општина Тетово за 2025 година е 48,5 милиони евра. Од тоа 5 милиони евра се од самата општина за капитални инвестиции, 11,5 милиони евра се од унгарскиот кредит, исто така за капитални инвестиции, останатите 32 милиони евра се за тековни расходи, плати, придонеси, привремени вработувања, одржување. Ако како градоначалник располагате со истиот буџет, како би го трошиле, на што би ставиле приоритет? Повелете. Ви благодарам. Општината Тетово има многу горливи проблеми на кои би се потрошил буџетот. Значи, најпрво во инфраструктурата има многу проблеми, паркинзи, улици, средување на градскиот простор, на урбаните површини, зелените површини. Потоа имаме проблем со канализација, со водовод. Значи, во последнава недела на 2-3 дена имаше големи дефекти на водоводната мрежа, така да тетовчани во 21 век се соочуваат со недостиг на вода, кој трае целодневно додека се средат дефектите. Канализацијата исто така не е средена. Значи, најпрво парите би ги инвестирала во средување на инфраструктурата на Тетово, за да граѓаните на Тетово добијат еден по-квалитетен живот. Срамота е во 21 век да зборуваме за ѓубре, за немање вода и за немање канализација. Значи, приоритетот би го ставила таму во решавање на инфраструктурата. Ве благодарам, господин Ибримовски. Вашите минута и половина. Прво да ги поздравам гледачите на телевизија Телма, што не возможија да дојдеме тука денеска и да кажеме што мислите за буџетот. Јас сум бил во комисијата за буџет и во собрание како пратеник. Прво морам да кажам дека не ми се свиѓа начинот на кој е донесен буџетот на општината Тетово, бидејќи буџетот треба да се донесува по барање на местните заедници на градот, жителите на градот Тетово и потребите кои се неопходни да може да се потрошат тие средства. Тоа не се прави во нашата општина. Има пропусти и треба да се прави во текот на целата година буџетот во општината и да се
излегува на терен, да се разговара со граѓаните, према барањето на граѓаните да се прави и буџетот. Тука е грешката што се прави од страна на сегашниот градоначалник и советници кои сметам дека не е добар начин. Тоа мора да земеме пример дека и во Америка се прави цела година буџетот на државата и на локалните власти. Затоа има проблеми, како што кажа колешката, дека во 21 век и уште има рестрикција на вода. Имаме стари водоводни цевки кои се од времето на Тито поставени и тие треба тоа само да се следи, бидејќи постои мапа во водовод каде се гледа каде и на кое место се ставени тие стари цевки од времето на Југославија. И тие треба да се направат замена, како што се врши замената на... Времето истече, да бидеме коректни кон останатите кандидати. Господин Реджипи, како вие ви го трошиле буџетот на Тито? Вака, прво, треба граѓаните да знаат дека финансиската ситуација во општина Тетово е многу лоша. Во моментов, иако беа пораснати и сите даноци, мислам, и све беше зголемено во Тетово, долгот на општина Тетово е зголемен, според нашите податоци веќе стигнат заедно со јавните предпријатија на 31 милион евра и тоа е многу лоша ситуација. Да знаете дека од тие 48,5 милиони евра поголемиот дел се дотации за образованието, помал дел останува за други расходи. Ние ќе ги намалиме расходите, непотребните расходи, ќе се рационализира администрација и секако дека сите непотребни трошоци ќе се намалат и ќе се сведат на минимум. Тоа е што е најбитно, дека граѓаните во нашиот мандат ќе имаат можност во секое време да ги видат кај се трошат нивните пари. Ќе биде тоа апсолутно транспарентно, нон-стоп ќе биде објавено, мислам секое трошење, секој денар од страна на граѓаните ќе биде јавно објавено, но секако дека другиот дел од капиталните расходи ќе ги пренасочиме за чистење на градов, ќе ги пренасочиме за изградба на зеленило и паркови. Ние во нашиот план имаме за прв пат да го изградиме паркот во Тетово, ќе се инвестираат во неколку битни инфраструктурни нафати за Тетово, мислам конечно ќе се пробие најголемиот булевар Благоја Тоска од двете страни. Секако дека ќе има иновативни решенија за одредени работи, мислам целата администрација ќе биде дигитална, ќе има многу стартап, помош за стартап компании кои што ќе помогнат во развојот на градот, но секако дека и одржувањето во секоја смисла на зборот ќе биде во текот на целиот мандат. Ние планираме да формираме едно јавно предпријатие кое ќе се вика Патишта на Тетово, кој што ќе има неколку ингеренции, одредени работи ќе ги направиме со сопствени луѓе, со сопствени машини и ќе го намалиме драстично расходот, непотребниот расход што се прави со аутсорсинг компании. Верувајте дека тоа е моментално е катастрофално, мислам има фиктивни фактури што фиктивно го зголемуваат јавниот долг во Тетово, тоа ќе апсолутно ќе престане и ќе воведеме сосема нов начин на функционирање на општина Тетово. Ви благодарам. Господине Сарковски, како вие би ги потрошиле тие 48,5 милиони евра да ги имате? Прво, добро вечер до гледачите на Телма. Како што кажа и моите против кандидати, инаку пријатели со повеќето од нив се знаеме, Тетово како да излегува од некоја катаклизма, а не како да имало организирана власт до сега. Проблеми на сите страни има. Значи и тој буџет што е 48 милиони, како што викате, голем дел е на дотации за образованието. Најгорливите прашања во Тетово се тие. Ги кажа и моите против кандидати, пробивање на Благоја Тоска, проблем со канализацијата и водоводот, непостоењето места за паркинг, реновирање на училиштата, кои што се во стварно катастрофална ситуација, изградба на колекторски систем за прочистителни води и конечно да се реши проблемот со сметот, со џубрето во Тетово. Знаем дека има некои
проекции да се изгради така наречена фабрика за џубре. Не знам тоа колку е изводливо и реално во ситуација кога граѓаните на Тетово не вршат селекција на отпадот. Па затоа би предложил со концесионер да се изгради регионална депонија за целиот Полошки регион. Значи тие се углавном проблемите со кои секојдневните проблеми со кои се соочуваат тетовчани. Имате реплика? Реплика кон кого? Беше спомнато. Извинувам, кон кого реплика? Па еве кон колегава. Не реплика, туку објаснување. Мислам, беќе беше спомнато. Немаме до објаснување, може реплика и контрареплика. Беќе беше спомнато неколку пати водоснабдувањето во Тетово. Тетовчани треба да знаат дека годишно во Тетово влегуваат околу 9 милиони кубици чиста вода за пиење. Според просекот за трошење по глава на жител, во Тетово се потребни околу 7 милиони метри кубни. И за жал имаме 2 милиони метри кубни повеќе од тоа што е потребно, а Тетово пак нема вода. Тоа значи дека од лошото управување, лошото менаџирање, бидејќи целиот систем е распаднат, на многу места има дефекти, мислам нерационално трошење, не е мерено водата по количината што се троши, туку паушално се фактурира во Тетово и тоа го прави најголемиот проблем. Нашиот план е тоа да го реконструираме, да направиме систем за менаџирање. Времето истече. Дали уште некој има реплика? Јас би сакала Кон кого? кон господинот Бајрами. Како на дополнување, можеби. Значи, Касами кажува дека долгот на Тетово го намалил од 24 милиони на 15 милиони. Меѓутоа, треба да се има предвид дека дел од долгот е само репрограмиран, дел е покриен преку обврзници, значи ново задолжување, но со пониска камата. Голем дел од долговите на јавни предпријатија и натаму обстојуваат. Тековните обврски проблеми, големи износи милионски се должат за паушалите на советниците од претходниот состав и ЈКП Тетово е најзадолжена фирма со околу 6 милиони евра. Ви благодарам. Ке имате само да ги слушнеме репликите, господин Ибримовски, имавте реплика кон кого? Кон кого? Ве молам кажете. Како што рече Бајрами дека Кон кого ви е репликата, се извинувам? Кон Бајрами да објаснам околу водата што е проблемот. Значи имаме стари водоводни цевки, а сум имал и прилика да видам како водата од самите извори на Попова шапка се растура, се губи, наместо да се собере, да се стави во едно место и да се уклучи на водоводниот систем на општина Тетово и таа вода би била плюс на она што денеска ние го имаме. Меѓутоа тоа е, што рече, слабо менаџирање, а добиени се огромни средства и мислам дека многу мало се искористени ИПА фондовите, посебно ИПА 3 фонд кој е многу битен за општината, да може да направат такви проекти и да се реализираат. Ви благодарам. Прво, господинот Царковски, дали ќе искористите за контрареплика, бидејќи Осман Реџепи кон вас и упати репликата, да искористите можност за контрареплика? Сите што дошле во Тетово, посебно во летните месеци, гледаат дека тоа е огромен проблем, да не достигна вода. Можеби предлог на ВМРО Народна партија е да се изгради посебен систем за вода за пиење и вода со технолошка и техничка вода. Можеби и тоа е било еден начин како да се надмине овој проблем, освен што го кажа мапирање и поставување нова водоводна мрежа во градот. Господин Реџепи, контрареплика имате? Накратко вака, бидејќи тогаш господинот Касами го кажа долгот на општината заедно со јавните предпријатија, значи заедно со нив тогаш беше 24 милиони евра, 14 беше на општината и 10 милиони на јавните предпријатија, а сега го кажува само долгот на општината, што е апсолутно лага. Долгот на општината, иако беа зголемени даноците, дефинитивно зголемен.
и репрограмиран. Значи, со тие обврзници што ги зема од Министерството за финансии само го одложија плаќањето и затоа не го пресметуваат како долг. Дефинитивно треба целата јавност да знае дека долгот на општина Тетово е зголемен, не е намален. Ви благодарам. Одиме на вториот круг прашања, токму за долгот на општина Тетово. Значи, според Министерството за финансии, листата на должници објавена за првите 6 месеци од оваа година, тоа поточно до заклучно со јуни, долгот на општина Тетово е 9,5 милиони евра. На листата се наоѓа ЈКП Тетово со 6,8 милиони евра. Каков е вашиот план да ги намалите долговите? Никој од вас веќе начна од оваа тема и на општината и на градот. Кој начин? Што прво ќе скратите како трошок? Господин Ибримовски, од вас овој круг почнува. Па има што да се скрати. Мислам дека нерационално се користат средствата од она ЈКП, никако да се среди да почне да зема личен доход како што земат сите граѓани, па имало и случаи кога ќе ме видат низ град да ме прашуваат 3 месеца не сме зеле плата, дали може еднаш да се реши овој проблем. Тука поставеноста на, мислам дека е погрешно поставено, лошо менаџирање и многу пропусти има направено во текот на изминатиот период, што сега не може одеднаш што е така лесно да се опорави, но има начин како тоа би го направил јас, како би бил градоначалник на општина Тетово, би го средил, бидејќи доаѓам како дипломиран економист, кој добро ги позна финансиските проблеми на воопшто како бизнисмен, како економиста, а посебно податоците на општина Тетово не сум имал. Еве од вас сега слушнав колку е задолжена по според Министерството за според финансии. Министерството за финансии, мислам и тука е дека нешто е повеќе не е како што предлагаат. Меѓутоа треба да знаеме дека јавното комунално предпријатие има начин како тоа треба да се направи, да се среди и да почне да функционира општината како што доликува една општина, а тоа е општина Тетово. Ви благодарам, господин Реджепи. Тоа е многу едноставно решлив, бидејќи сега во моментов се случуваат драматични злоупотреби во Тетово. Знаете сите дека договорите за цесија веќе се забранети со закон. Ако ги гледате градбите во моментов во Тетово, има наплив, мислам во секој ќошче, како печурки никнуваат нови градби. И ние направивме една калкулација според тие згради што во моментов се градат во Тетово, општината требаше да добие околу 13,5 до 14 милиони евра како комунални такси и со тоа ќе се намалеше апсолутно и ќе се сведеше до минимум долгот на општината. Но што се случува во моментов? Тие наоѓаат некој на незаконски начин им префрлуваат пари на сите тие градители што во моментов градат во Тетово, не плаќаат во буџетот на општина Тетово, туку со цесии и тоа нашто некој друг начин како ги префрлуваат кон нивните блиски компании и затоа не се намалува долгот. Верувајте дека само во последниве неколку месеци има десетина милиони евра префрлени така во нивните компании. Тоа ние ќе го решиме, ќе го забраниме, секако дека сите средства од комуналните такси ќе се префрлат во буџетот на општина Тетово и со тоа ќе почне да се намалува и ќе го сведеме на минимум. Но секако дека ќе се рационализира и трошењето, мислам ќе ги минимизираме непотребните трошоци во општината, непродуктивните трошоци, со тоа секако дека ќе дојдеме и до нула. Господин Старковски? Значи, слично и програмата на ВМРО Народна партија за општина Тетово, намалување на трошоците е едноставно. Намалување на долгот или намалување на трошоците или зголемување на приходите. Правниот тим на ВМРО Народна партија уште пред еден месец побара од општина Тетово информации од јавен карактер за бројот на вработени во општината и вклучително и со јавните предпријатија. До ден денеска општината не удостои со таков податок. Значи, не знам, ЈКП е голем должник
има не знам колку стотини вработени, со тие вработени Њу Јорк може да се исчисти, да се среди. Тетово е во катастрофална ситуација хигиената. Значи, тоа е единствениот начин на домаќинското работење, зголемување на приходите и намалување на трошоците. Како што еве сега јас слушам ова, не сум толку информиран за одливот на средства, наместо да влезат во буџетот, одат во приватни компании, партиски вработувања со договори на определено време, со договори на дело на лица кои што воопшто не доаѓаат на работа, а земаат плати, се до тоа го оптеретува буџетот на општината и придонесува довод наместо да се намалува, секои избори да се зголемува се повеќе и повеќе. Господина Божиновска, не, прво да ја слушаме господина Божиновска. Буџетот на општина Тетово, таков каков што е во моментов, би најпрвин. Постои голема превработеност во сите предпријатија и во јавните предпријатија што се под буџет на општина Тетово. Значи, прво би се решило тоа, превработеноста, да биде ефективна работата. Друго, би се осврнала на тоа дека потребно е домаќинско работење во општина Тетово. Пари има, може да се инвестираат таму каде што треба. Меѓутоа, досегашната власт, како за пример, го продаде монополот 7000 квадратни метри за 7000 евра. Тоа е нонсенс, затоа што тие пари што требало да се влијат во буџетот на општина Тетово и со нив да се финансираат капитални инвестиции кои сте во интерес на граѓаните, во општина Тетово во моментот се приватните интереси се над јавните интереси. Потоа има уште една продажба на јавен простор, тоа е паркинг кој по проценета вредност чини околу 800 милиони евра, меѓутоа е продаден за 190.000 евра. Така да буџетот на општина Тетово се оштетува со прилив што треба да е наменет за граѓаните, чувајќи ги или поддржувајќи ги приватните интереси наместо јавниот интерес на тетовчани. Господин Реджипи, имавте реплика, кон кого? Па еве, кон кого се извинувам? И на двајцата, и на Катка, и на... Благодарам. Вака. Прво, јавноста треба да знае дека во овој мандат околу 2 милиони евра идеја за тие партиски вработувања преку агенции што ги ангажират и што не идат воопшто на работа, и тоа е голем прилив, одлив, извинете. И тоа ние апсолутно ќе го намалиме, нема да биде така, мислам, дури ќе се сведе на нула. И една друга интересна работа, како што спомна колешката Катка, мислам, многу е интересно да знае јавноста дека фирмата, компанијата што го има купено тој простор за 7.000 евра, имало подпишано преддоговор за да го продаде за 5 милиони и 5.000 евра. Значи, тие средства од 5 милиони евра, наместо да влезат во буџетот на општината, отидоа во приватни раце и мислам тоа беше една од најголемите злоупотреби. Ве благодарам. Господине Старковски, бевте посочени, уште некој има реплика или ве поверете, господин Ибринска? Видите, еден мотор кога ќе се расипе, треба да му се прави ремонт. Кон кого само се извинувам репликата да ќе ве прекинам? Кон кого репликата? Па кон сите тука. Добро, повелете. Треба да се прави ремонт, така да општината се наоѓа во една тешка состојба и менаџерска и нереално користење на средствата. Преливи има, одливи, нерационално користени средства. И сметам дека со самиот ремонт на тој мотор ќе може да се направи чистка една во делот на администрацијата која, како што рекова, дека се плаќа, а сета дома. Благодарам. Тоа треба да се заборави. Контра реплика, господио Божиновски, еве од вас ке почнам. Бевте прозвани, господин Реджипи, повелете. Па не би имала нешто да додадам, освен тоа дека парите на општината се трошат немилосрдно, значи во буџетот не се слеваат средства. Се согласувам дека тие договори интерни помеѓу локалната власт и бизнис партнерите на локалната власт го оштетуваат буџетот на Тетово
така да на тоа треба да му се стави крај, за да Тетово биде достоинствена општина за живење на незините граѓани. Господине Сарковски, контрареплика ќе искористите? Да, може да го искористам. Во кампањата што ја води владеачката партија ДПМН, која што и на централна локална власт, цело време и тие ја напаѓаат, кажуваат проблемите на Тетово, како да биле до сега во опозиција, а токму тие се главните заедно со албанскиот коалицијски партнер кои што ја воделе до сега општината и од кои што произлегуваат овие проблеми. Завршите со контрарепликата. Да. Господине Реджипи, имате право на контрареплика, бидејќи господин Тибримовски сите ве прозва. Вака, ако ги гледате, расходите моментално се сосема за партиски злоупотреби. Мислам, цело време низ Тетово се прават големи расходи, од општина Тетово се прават големи расходи кои што апсолутно не се потребни, а најеклатантните примери беа тие за продажбите на тие места за символични, дури да можеме да речеме дека без пари, сосема на незаконски начин, со организиран криминал. И секако дека за тоа ќе се одговара. Мислам, ние имаме намера за сите овие постапки да покренеме обвиненија пред јавните пред обвинителство за некако тие луѓе што ги правеа ваквите злоупотреби конечно да имаат и разврски и да одговараат пред правда. Ви благодарам. Следниот круг не може. Една реплика на круг има и една контрареплика. Никој не ве прозва вас за контрареплика, така што следниот круг прашања го почнуваме од господинот Реджепи. Господинот Сарковски напомена, но еве ја бројката во 2023 година според Министерството за администрација, бидејќи за 2024 нема податоци, општина Тетово броила 362 вработени. Дополнително само во 2025 година општината склучила договор со компанија за привремени вработување од 560.000 евра. Многу доволно или малку администрација за тоа што го нуди општината на граѓаните и конкретно како ќе ја направите поефикасна и поефективна? Една минута за одговор на ова прашање. Господине Реджепи, почнуваме од вас. Ние многу прецизно го имаме дефинирано ова во нашата програма, дека ќе направиме една мала, ефикасна, професионална и дигитална и сосема транспарентна администрација. Во моментов знаете дека има голема превработеност. Ние немаме намера никого да тераме на улица, мислам нема тие луѓе што треба, што ќе се рационализира секако, но ќе ги префрлиме во другите јавни претпријатија и секако дека ќе се рационализира во максимум јавната администрација во Тетово. Ќе се дигитализираат многу услуги, граѓаните ќе можат сите тие услуги да ги имаат на својот телефон, нема потреба да ги малтретираат тие службеници што партиски се вработени во последниот период и ќе се сведе бројот на вработени на оптимално колку што е потребно, но ќе се професионализира во максимум целата јавна администрација и на ниво на општина и на ниво на сите претпријатија во рамките на општината и така некако ќе почне да здивне градот од тие големи партиски вработувања што беа во минатото. Ви благодарам. Господине Сарковски, вие како ќе решите општинската администрација да биде поефикасна? Тоа нема некоја филозофија, слично како што кажа господинот Реджепи, потребна е рационализација на систематизацијата на општина Тетово. Таму е бројката само во општината Тетово што работаат службеници што се државни. Не се спомнати јавните претпријатија кои што се полигон за партиски вработувања. Ја мислам дека и директорите на тие јавни претпријатија не го знаат точниот број на вработени кои што им се на платен список, а кои што воопшто не се појавуваат на работа. Преку дигитализација на општинската администрација и прераспределување во оние сектори каде што навистина има потреба, тоа е единствениот начин да се реши тој проблем. Се има како вице тоа во Тетово, ако не дојдеш прв на работа, че не можеш да фатиш и столче во сопствената канцеларија колку има вработени во општината. Пола од работените не се познаваат меѓу себе, зашто на дневно ниво има нови партиски вработувања.
Така да тоа е единствениот начин. Ви благодарам. Господја Божиновска. Благодарам. Бидејќи ни е забрането платено политичко рекламирање, ние сме на терен со граѓаните и сега ги кажувам искуствата на граѓаните. Значи, многу е тешко во нашата локална самоуправа да се заврши било каква работа која се има со документи, затоа што јавна тајна е дека администрацијата во општина Тетово повеќе седи и работи во кафулињата од спротива на општината, отколку што е на работните места. Се доцни, не се одговорни за своето работно место, секоја чест на исклучоците. И тоа што кажа колегата дека има превработеност, на тоа треба да му се стави крај. Значи, граѓаните се крајно револтирани од таквиот однос на општината. Би предложила во нашата програма, во моите 10 ударни мерки, е формирање на функционална е-општина, воведување на алатка пријави проблем за граѓаните, овозможување на дигитални услови и целосна транспарентност и отчетност на работата на општината. Ви благодарам. Господин Имбрски, како вие ќе решите тоа? Па видете, се знае како се вработува. Има закон за вработување, меѓутоа со овие договорни услуги и самата општина и сите други владени институции го оштетуваат вработениот. Јас веднаш би ги укинал вработување по договор, се знае како се разговара, или на определено, или на неопределено време. Тоа сега денеска го немаме и тука се прават тие малверзации меѓу компаниите кои вршат такви услуги и самата општина или владените институции. Затоа ќе направам ревизија на работењето на претходниот кандидат, како работел, како примале лични доходи, дали воопшто доаѓале на работа или не доаѓале. Затоа кажувам, укинување на договорни услуги во општината само се знае како на определено и на неопределено време. Благодарам. Реплика кон кого? Вака. Кон кого? Кон Сарковски? Да. Има уште подраматична работа во Тетово што се случува во моментов, бидејќи преку тие компании што сите ги знаат во Тетово, нивните блиски компании натрупале многу големи пари и за жал во Тетово има многу сиромашни луѓе, ги наоѓаат во моментов, идат кај нив и им потпишуваат лажни договори, им ветуваат дека се вработуваат во институциите на општината, а им префрлуваат пари од тие компании што досеја работеле со општината. Ги повикувам сите граѓани да не наседнуваат на такви манипулации, бидејќи во овој период е забрането потпишување на договори за вработување во општина Тетово и во сите други институции. Ви благодарам. Реплика некој друг или господин Царковски ќе искористи можноста? Имате реплика? Реплики кон кого? Барам и да кажам дека според законот за локална самоуправа сега не сме да се работи, односно да се прават градежни, да се изведуваат градежни работи. Тоа кај нас не важи во Тетово. Вчера и пред неколку дена веќе се асфалтирани две улици кои водат, и двете улици водат кон црквата на Кирил и Методи и таму асфалтирани се, значи надвор од законските прописи на локалната самоуправа. Контрареплика да искористите, да? Корупција, предизборна корупција. Значи, од невидени размери. Благодарам. Господине Реджипи, кон вас беше репликата од господин Тибримовски. Ќе одговорите? Не, немам контра. Ви благодарам. Одиме кон следното прашање. Господине Сарковски, за вас 1 минута, имате сите да одговорите него, од вас ќе почнеме. Тетово речиси нефункционално во поглед на сообраќајот, нема нормален проток на сообраќај, нема доволно паркинг места, тротоарите не се целосно безбедни на пешаците, за велосипедски патики да не зборуваме, тоа се мисловна именка. Посочете ми конкретно 5 мерки кои ќе ги преземете во првата година од вашиот мандат како градоначалник за да ги решите проблемот со сообраќајниот хаос во Тетово, повелете. Значи, прва мерка е пробивање на булеварот Благоја Тоска и пробивање на сите тесни грла кои што се наоѓаат во градот
околу пазарот, околу плоштадот, околу училиштата. Значи сега да не пуштиш дете на училиште или во градинка, зашто нема никаква безбедност на учесниците, на пешаците како учесници во сообраќајот. Исто така, тротоарите се закрчени со паркирани возила и таа една од поубавите улици што го имавме, Борис Кидрич, можем да кажеме, сегашнава администрација општинска ја упропасти. Зонското паркирање до негде функционира, меѓутоа не во целиот град, потребни се катни гаражи и како посебна мерка доставните возила што доаѓаат во дуќаните, да има одреден рок до кога камионите ќе може да вршат достава на роба, тоа да не биде покасно од 7 часот изутрина, зашто кога еден камион ќе се паркира да истовари роба во некој малски дуќан, цела улица 2 сати седи закрчена. Госпожа Божиновска? Сообраќајниот метеж во Тетово е резултат на лошата урбанизација. Значи, на секое место кај што имало куќа се изградиле згради и со недоволен паркинг простор. Значи, прва мерка е обезбедување на паркинг простори со катни гаражи со навлезот во Тетово и на излезот во Тетово, за да може да се растерети обезбедување на градски сообраќај, градски јавен превоз, за да може граѓаните да се движат, да не мора да се движат со кола, тоа е едно како од приоритетните мерки. Потоа проширување на улиците каде што тоа е можно, средување на тротоарите, изградба на монтажни кажавтоа и централното јадро, сообраќајно јадро на Тетово треба да се растерети, како што рекоја и моите колеги до сега, со пробивање на булеварот Благоја Туска од двете страни и на тој начин да се ублажи, за да се реши проблемот со сообраќајната џунгла која владее во Тетово, е потребно и голем напор од граѓаните, затоа што во Тетово се паркира, се застанува. Благодарам. Ви благодарам. Господине Ибримовски, како би го решиле сообраќајната џунгла, како што вели госпожа Божиновска? Прво, реорганизирање на движењето на сообраќајот во градот. Сите знаци кои се поставуваат, лежачи полицајци, кои се поставуваат други знаци, ќе бидат осветлени по европски стандарди, за да може возачот да ги гледа пред себе дека е осветлено и дека постои таков знак во близина, и мислам ќе го растерети движењето на возилата. Ќе знаат секогаш дека во тој дел има она. Во делот на паркинзите тој е најгорчливиот проблем. Мислам дека ќе ја намалам казната за паркинзите од 30 денара кој кошта паркинга, се наплатува 1300. Мислам дека доволно е 10 пати да плати казна повише, отколку што се плаќа сега 1300 денари. Би изградил 2 нови паркинзи, едниот спротив пазарот веднаш и другиот паркинг би бил во другиот дел на градот, во центарот, каде што има простор и треба тој простор да се искористи и да до Советот донесе одлука да може да се почне со втор паркинг и ќе дојде до растеретување. Благодарам. Господин Реджепи, вие како ќе решите? Овој проблем сме го анализирале многу долго со многу експерти, со професионалци и единственото решение како што ние го предложивме во нашата програма, сите институции ќе ги префрлиме и ќе се изгради нов административен град во рамките на касарната кај што е денеска сместена. Бидејќи касарната има обврска да се тргне од градот според стандардите на НАТО, значи сите институции, вклучувајќи ја полиција, општина, сите подрачни единици, судот во Тетово, основниот суд, обвинителство, правобранителство, матична евиденција, катастар и така натаму, бидејќи во овие институции гравитираат околу 1500 луѓе што го блокираат целиот градски центар, вклучувајќи и Горна Чаршија. Ние овие институции ќе ги префрлиме комплетно во тој нов административен град и на нивните места ќе се градат нови катни гаражи, вклучувајќи ga и Горна Чаршија, и сегашнава полиција кај што е и матичната евиденција, и судот кај што е сместен,
и најголемата катна гаража ќе биде сместена во административниот град, за да има паркинг места и за вработените, и за луѓе што идат да барат услуги таму, и тоа ќе го растерети целиот метеж што во моментов го креираат тие луѓе што идат по тие институции во центарот, а посебно вработените кои што се движат по тие градски линии. Реплика имате кон кого? Господинот Ибраимовски, мислам дека воопшто не е решение да се намалуваат казните за непрописно паркирање. Мислим дека треба напротив и да се зголемат, бидејќи токму тоа возило што непрописно ќе се паркира, токму тоа возило го прави сообраќајниот метеж. Некој реплика? Реплика кон кого? Да, кон господинот Ибраимовски. Мислам, бидејќи беа спомнати неколку проекти и катни гаражи, требаше тука да биде и сегашниот градоначалник да се соочи со нас, со реалноста, бидејќи тој пред 4 години ветуваше све и све што. Тука ние имаме еден рекапитулар на срамот на актуелниот менеджмент на општина Тетово. Оние ветија и изградба на катни гаражи, и подвоžњак во центарот, и многу други проекти во Тетово, и тука се тие приоритети што оние ги ставија, се 18 по број, верувајте или не, ниту еден од нив не е направен во овој мандат на господинот Касам. Бежевска кон кого? На господинот Ибраимовски. Да, повелете. Во врска со намалување на казните, не, јас напротив би ги зголемила казните за паркирање, лошо паркирање, непрописно паркирање, затоа што тие се главниот извор на тоа. Еве синоќа имаше ситуација да стоиме на тротоар со партијата, например. Господинот се паркира точно до нас, се качи на тротоар. Би ги зголемила казните за паркинг, така да бидат по-високи казни, да внимаваат граѓаните, а би ги намалила цените на паркинг услугите, за да ги користат повеќе. Контрареплика кон сите тројца имате право. 30 секунди. 100% погрешно сте ме сватиле вие, колешке, и колегата од Народна партија, бидејќи ја не рекол за непрописно паркирање. Него ако паркирал кола, заборавил да пушти порука за паркинг, оние наплаќаат 100 пати повише, за таква каза се однесува. 10 пати никој не би се бунил и веднаш би платил. А ја имам прилика секој ден да видам пред мене, во зградата кај што живеам, дека се расправаат за цена од 30 денари коштало, а се наплатува 1300 денари плюс 500 денари полиција и недостапност. Значи, ви благодарам, ви благодарам, немате, бидејќи не бевте прозвани од некој. Се работи не за паркинзи, погрешно паркирање, туку за казни кои не треба така да се... Ви благодарам. Одиме на следното прашање, господи Божиновска, овој круг го почнуваме од вас. Кој е вашиот план во поглед на урбанизацијата на Тетово за идните 4 години, односно на кои локации ќе дозволите, а на кои не градење на згради? Повелете, една минута. Благодарам. Моментално урбанизацијата во Тетово ја планираат градежните фирми, не деталниот урбанистички план, кој што со години не е донесен. Летово беше на јавна дебата и на увид на граѓаните во време на одморите, на годишните одмори, така да многу мал број граѓани има увид во тој детален урбанистички план. Значи, урбанизмот во Тетово е катастрофален. На секоја локација кај што постоело куќа, се изградило зграда. Тоа придонесува за проблем и за водовод, за немање доволно вода, немање паркинзи, значи сите други проблеми произлегуваат од лошата урбанизација. Јас лично би забранила, не би давала дозвола за градење во централното градско подрачје, затоа што сме угушени буквално од згради, нема ни една зелена површина, не знам дали знаете дека Тетово е единствената општина во Македонија што нема градски парк. Ви благодарам. Господин Ибраимовски, каде ќе се гради, а каде не, доколку сте градоначалник? Видите, треба да се стави една точка околу ова прашање, да престанат ваквите давање на дозволи, од причини што се зголемува трошењето на водата, трошењето на електричната енергија, дали има таков капацитет или нема таков капацитет, тоа треба да се направи. Меѓутоа, тоа кај нас во моментот е едноставно само
се купува 2 куќи, треќата се преговара, гради, дали ќе има доволна вода, дали канализација може да издржи таков притисок на она, тоа не го проценуваат. Имаме такви проблеми и сум имал ја пример да видам во еден дел во моето бивше мало кај што живеев 20 години, секој градоначелник кој доаѓал ветувал дека ќе им да направи канализацијата. Тоа не е направено и пак на крај испадна ја морам да направам таа канализација и ја направи со средства од државата, но ја направив така го што доликува. Затоа викам, дали може да издржи водоводната цевка? Ви благодарам. А господине Реджипи, како вие ќе го ширите Тетово? Па ова што се случува денеска во Тетово е најголемиот срам. Ова е понижување на тетовската интелигенција, понижување на тетовската цивилизација, бидејќи општината апсолутно не ги контролира градбите, туку градежната мафија одлучува за тоа. За жал, немаме од 2005 генерален урбанистички план во Тетово. Деталниве урбанистички планови ги носат градежниве компании, а не општината. Наш прв приоритет ќе биде донесување на генералниот урбанистички план, со што ќе се овозможи градба надвор од градското, од централното градско подрачје. И како што напоменав преска, ќе формираме едно предпријатие кое што ќе има обврска да ги црта сите детални урбанистички планови за општината. Значи, деталниве урбанистички планови дефинитивно со нашиот мандат ќе бидат цртани и усвоени од страна на општината, а не од страна на градежната мафија, како што се случува денеска, но тоа не е најголемиот проблем. Проблемот уште поголемо со дивоградбите, бидејќи нема индивидуални куќи само што градат на дивот, туку масовно се гради и во градското централно подрачје, огромни згради има без одобрение за градба и ние тоа ќе го забраниме апсолутно од првиот ден. Да се држиме до пропишаното време, господине Сарковски, повелете. Значи, сите знаат дека Тетово има урбана мафија што гради на секој чоше. Јас не сум да не се гради, меѓутоа треба да дојде стручњаци, урбанисти, инженери, што ќе предвидат каде и колку може да се гради. Значи, нека се донесе, еве, како што кажа колегата, генерален урбанистички план, нека се шири градот во периферијата, бидејќи да се во евентуален мандат на мој мандат ќе се донесе, мора да се донесе некој мораториум за градење во централното градско подрачје и ревизија на досегашното работење во однос на издавањето на градежни дозволи. Значи, пак ќе речем, тоа мора да урбанисти и стручњаци од оваа област да го прават и ГУПот и ДУПот, за да не се доведеме во ситуација поединец инвеститор да одлучува дали паркот ќе биде парк или ќе направи зграда. Реплика кон кого? Па вака, мислам, Тетово, централниот дел на Тетово бил изграден пред 40 години, кога Тетово имаше околу 40.000 жители, кои имаше околу 3.000 регистрирани коли во Тетово. Сега моментално градот има околу 60.000 регистрирани коли, има над 100.000 жители што живеат резиденти во Тетово и тоа веќе не се издржува. Мислам, целиот друг дел од градот е изграден на хаотичен начин, без никаков ред, без планирање. Конечно, ние ќе го планираме секоја градба во Тетово во нашиот мандат, секоја градба ќе биде планирана и ќе одлучува општината, а не инвеститорите. Некој друг за реплика? Или господине Сарковски имате право на контрареплика? Тоа е исто ја што го кажам, значи општината да формира некое тело што ќе го сочинуваат стручњаци, а не инвеститори како што е во сегашната ситуација во Тетово. Тука ќе направиме пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Одиме на следното прашање со четворица од 6 кандидати за градоначалник на општина Тетово. Следното прашање се однесува за
зеленилото во градот Тетово. Законот предвидува секоја општина да има 25% метри квадратни зеленило по глава на жител, а 20% од секоја нова градба да е зеленило. Со оглед дека е од ова што го слушнав од вас, градот Тетово се бетонизира, како планирате да го зелените Тетово? Една минута, госпоѓо Божиновска, мислам дека од вас треба да почнеме сега, така? Не, или вие почнавте предходно господин Ибримовски, повелете. За зеленилото, како ќе го зелените Тетово? Па видите, има тука што се збори околу тоа прашање. Имаме делови кај што не се искористени да се направи зеленило или некој парк кај што излегуваат пензионери, ученици и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас кога би бил во прашање, во делот на зеленилото би ги задолжил сите кои градат станови, згради во градот, да обавезно да има и околу зградата зеленило и паркинг простор за да може да функционира таа зграда. Сега имаме ние зграда изградена, да кажеме на 7-8 ката, а нема никакво паркирање или едно дрво зелено да личи на она што треба да личи како зграда со зелени дрса. Не само тоа, зеленилото е многу битно и за граѓаните, многу битно и за децата, многу битно е уопште као зеленило кое е потребно за да може да функционира зелената површина на еден град како што треба да личи. Имаме делови таму во градот кај што треба да се направат тие, меѓутоа тоа не е искористено и останато е така како што е сега. Имаме доле во спортскиот центар, рекреативен центар, кој треба да биде голем парк. Тука сега имаме дадено концесионер на 30 години и тој фактички тој парк не постои, постојат машини за возење на автомобили, љулјашки и така натаму и така натаму. Има начини доста да се подобри. Ви благодарам, не го слушнавме тајмерот, но мислам дека истече една минута. Господин Реджипи, како ќе го зелените Тетово? Ова што господин Ибраимовски, тоа е законска обврска. Ама трагичното е што во општина Тетово оние апсолутно не гледат закони. Мислам, ова што се случува денеска е најголемата институционална неписменост што го имат видена Тетово до сега, бидејќи уништија многу зелени површини. Нашиот план е во рамките на касарната да изградиме еден мултифункционален парк кој што ќе биде во површина од 150.000 метри квадратни, кај што ќе имат можност сите да се рекреација да има за сите во рамките на овој парк. Ќе изградиме еден нов парк кај православните гробишта во Поток, во Дреновец конкретно. Ќе насадиме околу 2.500 дрва годишно, значи вкупно во рамките на мандатот ќе бидат околу 10.000 нови дрва во Тетово и ќе ги насадиме и ќе ги зелениме сите можни површини што во моментов броени се околу 50 на такви. Значи во рамките на целиот мандат секој дел од градот ќе се пази за да се озелени, мислам и да се добијат повеќе, помали и поголеми паркови во општина Тетово кои што денеска фалат и за жал го немаме ниту еден. Ви благодарам. Господине Сарковски, минутата е ваша. Значи, прв приоритет на доколку ја добијам довербата на граѓаните ќе биде обележување на сегашните какви такви површини што се нарекувале парк, зашто тие се ми се чини останати уште единствени каде што нема направено зграда. Сегашниот така наречен жена парк кон железничката станица што е целосно е руиниран, поранешниот спортски центар, од спортски центар каде што било збиралиште на младите, сега стана Луна парк, кој што работи 2 месеци во текот на годината и 10 месеци е заклучен со ограда. Значи, мајка да иде да го прошета детето во парк, може само во паркот што е околу шарената џамија,
у паркот во дворот на црквата Богородица и на Свети Кирил и Методи. Значи во Тетово нема парк. Баш кај што не може да се стигне со колица до тој парк, бидејќи нема, како што рековме и преска, нема ни тротоари, ни пешачки патеки за лицата, еве на пример мајка со дете да го однесе и до тој парк, кај што така наречен парк не може да стигне до таму. Ви благодарам. Госпоѓа Божиновска. Јас и во претходното излагање го спомна фактот дека е Тетово единствената македонска општина во која што не постои градски парк. Иницијативата Тетово сака парк побара таква можност на тој простор каде што сега се наоѓа монопол и шикилак, меѓутоа локалната власт немаше слух за нашите барања. Во нивната програма имаше план да се средат парковите покрај православните гробишта, кај музичкото училиште и така натаму, да не должам. Значи тоа не се направи и сега во нашата програма од политичката партија Левица е приоритет уредување на зелените површини каде што е можно и партерно и холтикултурно уредување. За секој празен простор јавен што не е среден, поставување на клупи улично осветлување и секоја површина што е празна, што може да се искористи за зеленило и да се посеат дрва и дрвореди, затоа што локалната власт ги исече липите на Борис Кидрич што беа постари од 70 години, дрворед постар од 70 години. Ви благодарам. Реплика кон кого? Кратко од Левица. Го спомна Борис Кидрич, многу е битно да знае целата јавност дека тој булевар се гради без одобрение за градба. Верувајте или не, општината сама гради без одобрение за градба. Ние поставивме едно прашање кон општината да ни го дадат одобрението за градба и одговорот, ако може да се гледа, е дека тој булевар се гради со одобрение за реконструкција. Верувајте, булевар, улица што беше околу 5 метри широка, се гради цел булевар со одобрение за реконструкција, а за жал ги секоа сите дрва, 100-годишни дрва во тој многу убав дел од градот и направија пусто, што е најголемата глупост што се случува во урбанистичка смисла во Тетово. Господин Бирмовски, вие кон кого реплика? Се извинувам, кон кого реплика? Кон Барами. Во право е тоа што го кажува дека се гради бесправно, меѓутоа во една работа јас сум го право дека за да се подобри зеленилото во градот треба да се малку свртиме кон реката Пена, каде е единствена река во градот, да посадиме дрва, да изградиме мали локали, објекти кои ќе можат граѓаните да излегуваат, да земаат чист воздух и да го слушаат вигорот на реката Пена. А тоа може само да го направиме во силот на реката Рајна што има во Германија. Јас таков проект имам. Ви благодарам. Господине и Сарковски, тоа прво би го направил кој би дошол. Вие баравте реплика? Да. Повелете. Што го спомна булеварот, улицата. До пола е улица, не знаеме и што е, дали е булевар, дали е улица. Ја живеам токму на таа улица, што е најголемиот екоцид што може да му се деси на еден град. Функционална улица да се упропасти и 6 месеци центарот фактички на градот е претворен во некое градилиште, не знаеме дали се гради, не се знае каде ќе биде тротоарот, остаен тој дел на градот без ниту едно дрво. Реплика кон двајцата. Не, вие искористите го, господја Божи. Не, контрареплика, се извинувам. Кон двајцата контрареплика. Да, се извинувам, но не бевте... Бев повикан од двајцата. Добре, по прво господја Божиновска, бидејќи вие прозвавте неа, повелете. Така, реплика кон Ибраимовски. Не би се согласила дека кејот на реката Пена треба да се гради или да се објекти да се градат, затоа што пренатрупано е се. На народот му треба место за рекреација, тоа е единствено место покрај рекреативниот центар Баниче што постои во Тетово. Тоа е единствено место каде што граѓаните можат да пешачат. Предлагам уредување на тој простор за да може и со дрва, и со зеленило, а не со градби. Доволни се. Значи, Симата има право на контрареплика. Контрареплика кон двајцата. Еве, повелете, ќе почнеме од вас. Прво, кога се стана збор за кејот на реката Пена, ние планираме, бидејќи не може во рамките на една минута да се објаснат сите планови наши, мислам, што содржи нашата програма, од
булеварот Индустријска надолу, мислам, моменталната состојба на реката е многу лоша и ние планираме тоа да го изградиме, да направиме еден убав дел од реката кој што ќе има можности за рекреација и секако дека ќе се озелени најголемиот дел што иде од булеварот Индустријска надолу. И тоа го имаме ставено во нашата програма. Контрарепликата кон колегата беше дека за булеварот заврши но една можност за контрареплика ја искористивте. Општено и Бримовски, вие кога бевте прозвани. Да, пошто ме прозва колешката. Ништо не е пренатрупано околу реката Пена, туку напротив е пренатрупано со ѓубре, пластични шишиња и така назад и така. Ние планираме тука да има кратки маратонски патеки каде што ќе може да се движат граѓаните. Ако не ви е јасно, отворете интернет, ќе видите како е реката Рајна и на кој начин е изграден. Ја таков проект имам и ќе го понудам на граѓаните уште првиот ден и тоа ќе биде символ на градот и на туристите кои ќе доаѓаат во Тетово да го гледаат тој дел на градот. Имате право за контрареплика, бевте прозвани господинот Реджепи. Од Рајна и од европските држави. Одиме кон следното прашање, бидејќи ни се намалува времето до крајот, би сакала да постам повеќе прашања. Дали согласувате 30 секунди за следното прашање? Во ред. Господине Реджепи, ќе почнеме од вас. Посочете ми 3 конкретни мерки како ќе унамалите загадувањето на воздухот во Тетово. 30 секунди. Да, прво сите институции ќе ги тераме, мислам да ги сменат начинот на грејење. Тоа беше еден проект финансиран од Европската Унија, за жал општина Тетово не успеа да ги земе тие пари. Прво ќе ги субвенционираме одредени институции што немат можност сами да го прават тоа и секако дека ќе се озелени најголемиот дел од градот со новиот парк, со насадување на нови дрва низ Тетово, со неколку зелени површини нови што ќе бидат во централниот и во предградијата на Тетово и секако дека тоа ќе го намали драстично сегашната ситуација во загадување. Ви благодарам. Господин Сарковски, почист воздух? Почист воздух само со изграда на секундарна и терцијарна гасна мрежа. За жал стигна цевоводот до околината на Тетово, не влезе во Тетово. Субвенционирање на зградите да стават термоизолација и нови прозорци со кои што би се заштитило грејењето, организирање на функционален јавен превоз за повеќе луѓе да го користат, помалку да ги користат сопствените возила и да се намали загадувањето и субвенционирање на фотоволтаици кои што би го спречили емисијата на штетни гасови во атмосферата. Благодарам, госпожа Божиновска. Најпрви е потребна експертиза за главните причинители за загадувањето во Тетово, да се лоцираат каде се проблемите. Потоа, второ решение е исто така зеленилото, пошумување на околните ридови и самото Тетово, собирање редовно на отпадот, кој што дополнително го загадува воздухот, елиминирање на дивите депонии и огревот на граѓаните да се замени со на јавните институции, на каде што може на школите, да се замени со фотоволтаични панели. Ви благодарам, господин Бримовски. Поголемо ангажирање на инспекторите на животна средина, да се види причината за загадувањето. Потоа сметам дека градските автобуси, што сега ги имаме, се во катастрофална состојба. Јас би донел нови автобуси, електрични, кој би можело би го намалил капацитетот на пуштање на гасови на секој автобус. Ви благодарам. Втората работа истече времето, бидејќи сме на сосема на самиот крај, имате секој од вас по 30 секунди да се представите поточно директно на граѓаните пред се на општина Тетово, зашто да гласаат за вас со порака, вашето завршно обраќање. Господине Старковски, застанавме кај вас, повелете вашите 30 секунди до граѓаните на Тетово. Значи, до сега граѓаниве уназад
секои избори, исти луѓе, исти партии, нови ветувања, стари проблеми, ништо не е решено. Ги повикувам граѓаните, еднаш да гласаат лично, егоистички, да гласаат за себе, а не како што ќе им каже некој друг, и да гласаат за личности кои што сметаат дека можат да им ги решат секојдневните проблеми со кои се соочуваат. Благодарам. Госпоѓа Божиновска, вашето завршно обраќање? Доволно е 34 години не водат корумпирани политичари кои што не му ни мислат добро на градот, значи ништо не се смени. Тоа е доволен доказ дека секогаш јавниот интерес бил во сенка на приватниот интерес. Ги повикувам тетовчани, бидејќи Тетово има потенцијал, има можности да биде град за пример. Ги повикувам моите сограѓани без одглед на политичка партија, на вера, на националност, значи ќе бидам градоначалник за сите, отчетен, одговорен и на страна на граѓаните. Ви благодарам. Господин Ибриновски, вашите 30 секунди. Па видите, јас би кажал само неколку зборови во тој дел дека би направил она што до сега никој не го направил. Јас сум дипломиран економист, докажан стопанственик, искусен, знае што треба и како треба. И затоа, почитувани граѓани тетовчани, знаете кој сум, што сум, ба го чекам вашиот глас, за да може да направам она што го имам во мојата програма и она што сметам дека треба да го направам за мојот град. Благодарам. Господин Реджипи, вашето завршно обраќање? Па ги повикувам сите мои почитувани сограѓани од Тетово да застанеме заедно против ова лудило што се случува денеска во Тетово, против ова понижување на нашата интелигенција, на тетовската цивилизација. Сите заедно треба да направиме еден град кај што ќе биде чист, мултиетнички, да направиме убави работи, да го развиеме Попова шапка, да го направиме целиот град подобар за живење, да им дадеме некоја надеж на нашите деца, на нашите идни генерации, да го гледат Тетово како свој град со перспектива и да не мислат да бегат надвор од државата. Ова е нашето ветување дека ќе направиме европски град во Тетово. Ви благодарам на сите што ја прифативте поканата и што бевте дел од вечерашната предизборна дебата во Топ тема. Граѓаните ќе го кажат својот збор на 19 октомври, а вам до тогаш ви посакувам фер и мирна изборна кампања. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и останете со програмите на Телма. Пријатно.